Почитувани гледачи, добра вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Избор на народот. Преокупирани сме со актуелните политички теми, но ние одлучивме да се осврнеме овој пат на една посериозна тема, барем кога станува збор за македонската традиција, јазик, култура, македонското општество, македонското битие и македонецот. Гостин во студиото на телевизија Сонце е Тихомир Стојановски, раководител на аматерскиот театар Скрп и утеха, кој обстојува од 88 година до ден денешен. Добро вечер. Добро вечер. Значи не е аматерскиот, туку е алтернативен. Така. Значи професионалци се сите што играле или се студенти на факултетот или завршиле. Но тоа е дел од постариот систем. Така. Алтернативните театри или алтернативни како по обичај сега поново што се викаат, се театри поставени за да му служат на народот и се далеко од комерцијалните театри. Во алтернативните театри најчесто се играат представи кои што не може да се видат во театрите од комерцијален аспект. Што играте вие како посебен театар? Па ние го имаме познатото теорија, да речеме, или темел што го поставил Питер Брук, дека театарот не е зграда, туку група луѓе што работат заедно врзани околу идеја. Една идеја која ја носат како заедништво, што треба да ја представат на светот. И ако погледнете историски, практично, кои луѓе се значајни во историјата на театарот, ќе видите дека сето тоа се, така да ги наречеме, алтернативни, приватни театри, или, како што ги нарекува Питер Брук, третиот театар, Гротовски, Брук, Барба, Џулијан Бек, Чернодрински. Дури Еврипид во еден момент морал да ја напушти Атина и да бара прибежиште на дворот на македонскиот цар Архелај, бидејќи таму локалната демократија не му дозволувала да ги игра тие представи. Значи, тоа се представи, односно духовни состојби каде што се изговараат на сцената, кои носат еден ново време, носат една нова свест и ќе се повикам повторно на еден традиционален автор Еврипид, кој го има кажано познатото театарот кој не ги врамува општествените конфликти на своето време, не е зрел и нема што да му каже, значи не е од полза за општеството. Значи ние зборуваме за еден театар кој е слободен, не го создала државата и политичарите, имал природен процес, а не да не заборавиме дека нашето име е Скрп и утеха и првиот театар Скрп и утеха на Чернодрински постоеше кога Македонија немаше држава, а де факто има театар. Значи, повторно, ние дојдовме до таа идеја, кога завршував како факултетот драмски уметности како студент, немав желба да играм во театрите згради, бидејќи мојата енергија не соодветствуваше на тоа, нели, како што денеска нашите студенти се борат за своите права, видите, со сопствена енергија, нели, со пленумот, така и ние сакаме да создадеме еден свој театар, иако јас играв главни улоги тогаш во театрите згради, во Кумановски, во Драмски, во Прилепски театар, на Скопско лето, и можев да влезам некаде, но сепак избрав да создадам еден свој театар, односно го возобновивме театарот Скрп и утеха, бидејќи во тој период 88 година зборуваме, мислевме дека е време да се создаде еден автентичен македонски театар, вратен на својот основен прабит и корен, значи што е театарот, кому му се игра, зошто се игра, што порачува на светот, дали носи некаква светлина или е тоа само една комерција и забава. Значи почнавме од тие дилеми за до денеска после 26-27 години да дојдеме до ова што го поминавме, оваа патека, духовна битка со театарот Скрп и утеха. Во најавата намерно спомнав 88 година, гледајќи ги вашите представи, често задирате во проблемот за светот, а за нас гордост македонецот. Многу представи имате каде што му давате моќ на македонецот како таков. Во многу ваши представи кои што можеме да ги гледаме, имате и хумористки, но имате и представи кои што се малку посериозни. 88 година до 91-2 година беше тешко да кажеш дека си македонец, а особено да одиграш представа македонска пред македонците кои што живеат надвор од тогашната СФРЈ. Како ги поминавте тие? Како го поминавте тој период? Дали имавте за проблеми од власта или власта ве поддржуваше? Видете, во претходниот систем, значи ние сме формирани во претходниот политички систем, во соцреализмот, како што го нарекуваат, таму беше како срамота да не се даде пари за култура. Се сеќавам кога прв пат отидовме во СИЗ на град Скопје
Тој веднаш рече ќе ви дадам пари, воопшто не размислуваше. Едноставно рече колку можам ќе ви дадам и ни одреди една сума кога ние почнавме да работиме, представите. Значи тогаш ја имавме таа тенденција дека културата е важна, односно таа е она духовна храна. Како што вели човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тоа подразбира дека уметноста, односно поетите, надарените луѓе што ја носат дарбата од Бог, ја носат таа духовна храна која треба народот да ја, како да речеме, да ја конзумира, за духовно да расте, за да можеме да кажеме дека едно општество има една зрела духовна култура. Тоа подразбира заедништво, континуитет, љубов за сопственото, ненегирање, да не како да речеш, да го омаловажуваш или подчинуваш сопствениот народ. Тоа сето тоа е важно, дали културата е слободна или не. Културата ја носи светлината. Се разбира образовниот систем како дел и затоа тие се двата столба на кои им е потребна и нужна слободата. Ќе повторно ќе се вратам на ќе дојдам, бидејќи ние зборуваме овде за еден период антиквизација и се расправаат, да го извлечеме тоа што е позитивно таму. Аристотел вели, ако ја зборувам вистината, ќе ме намразат луѓето, но ако не ја зборувам вистината, како ќе излезам пред Бога? Ете, може добро и интересно кажано. Дали ни одговараме, значи, за собствените постапки, пред кого одговараме и зошто ги работиме работите. Значи, имаме принципот на исто еден важен принцип кој останат во македонската античка култура, кој не треба ние историски да ја земеме, него да ги извлечеме духовните поуки. Еврипид на крајот на представата го повикувал Бог да пресече, Господ да пресече Деус ин махина, тоа што подоцна го превзел Молиер. Значи тоа е принципот на македонскиот драмски автор Еврипид. После тоа сето тоа што го одиграле на сцената, нели најчесто се тоа темите односот на човекот и Бог, дали човекот треба да суди, дали треба да му остави на Господ да суди, значи тоа е тој сооднос со кој се бави комплетната античка драматургија, тој го повикувал Господ. Значи го имаме тој принцип на македонската култура што го споменува и Ребека Вест, нели во својата книга кога патувала низ Југославија, пишувана некаде пред Втората светска војна, дека македонската култура е длабока суштинска поврзана со Создателот, дека не е технички трик, дека е тоа непрекината врска и размена со Бог, и тоа и дава една друг начин на слобода и одговорност да ја зборува вистината, да ги критикува работите од светот и од владетелите, не заборавајќи дека за тоа што го работи ќе одговара пред Бога, а не пред земните богови, пред лажните богови, она што го денески христијанството го нарекува идолопоклонство. Не му се поклонувај на други богови освен мене, нели, ако зборуваме. Значи зборуваме за еден принцип на однос што значи слобода во културата. И зошто се важни малите театарски форми? Значи, тие носат свеста во театарот. Кога таму некаде пред едно 10 години, кога беше министер Слободан Унковски, имавме собир на Советот на Европа од сите културни институции. Тогаш театарот Скрби утех имаше едно работно место кое го финансираше Министерството за култура. Од англиската групација од театар ни рекоа првин дека во Англија нема Министерство за култура и дека сите театарски институции се членови на тој совет на распределба на средствата. И ни кажа господјата една интересна мисла: малите театарски форми се витален дел од англиската театарска продукција, бидејќи носат нова свест, носат нови идеи, не обременети со комерцијата, и тоа е таа нова генерација која, како и настана практично театарот Скрби утеха, како што и оваа генерација денеска студенти создава еден друг сега театар, борејќи се за своите права, театар Пленум, нели, каде што ја спојуваат културата, политиката, образованието, уметноста на едно место, бидејќи тие и не може да се поделат. Тие се врзани со базичната слобода. Човек исправен на сцената значи однос кон општеството. Тоа е суштината. И затоа се важни овие мали театарски, да речеме, како што ги нарекува Питер Брук, трет театар, маргинален, економски, политички, финансиски, но сирово жесток да му порачи, да му пренесе нешто на своето време. Од 88 година вие играте кај македонците надвор од Македонија. Вие ги сплотувате македонците во Македонија, во природните граници на Македонија и надвор од природните граници на Македонија. Колку се чувствувате како едни одговорни чинители за будењето на самосвеста кај македонецот, бидејќи 88 година вие почнувате, 90-тите години некаде започнуваат веќе првите плуралистички чекори, 89-та се појавуваат првите македонски партии кои што веќе го будат националниот свест кај македонецот. Вие сте година дена пред нив како еден вид предвестник.
Па видете, јас длабоко во себе си верувам дека овој театар го создаде Господ, бидејќи тој не водеше сиве овие години. Значи, ние не знаевме дека ќе појдеме и ќе ги најдеме македонците во соседниве земји. Кога почна да се зборува таа идеја за Европа без граници, ние тогаш рековме, ајде да провериме дали тоа функционира. И на некој начин преку телевизија Сонце, претходно преку весникот Македонско Сонце, бидејќи најчесто тука доаѓаа македонците од соседните земји, ние ги остваривме првите контакти и почнавме срамежливо да се обидуваме да гостуваме таму. Значи, тоа беше патеката водилка. Со оглед дека игравме историски теми, во нашите представи секогаш се појавуваше некој историски лик, например како Александар Македонски, кој требаше да се појави на сцената, да се демистифицира, нели, о неговата култна и личност, да се сведе на еден обичен човек, да помине ни сегашноста, каде му е сега местото и што е неговата порака за еднината. Тука се појавиле голем број ликови од македонската историја. Георги Кастриот, Свети Кирил и Методија, Свети Климент и Наум, Филип II, Аристотел, Ристо Шишков, значи Гоце Делчев. Значи, една плејада на ликови кои ги допираа па македонските заедници кои беа надвор од границите на Република Македонија, кај кои почнавме срамежливо да гостуваме, значи чекор по чекор, понекогаш сами тргнувајќи, финансирајќи ги гостувањата, и во еден период од време на време кога ќе се појавеше некоја подоблесна партитура, односно гарнитура во Министерството за култура, добивавме поддршка. Првите средби со тие луѓе беа слични како што кога пишува Белградскиот печат за првиот театар на Скрбиутеха на Чернодрински кога гостувал во Белград, дека публика, гледалиштето и актерите плачеле за време на представата. И критиката го нарекува тој термин македонска глума. Значи, јас можам да ви сведочам за кога дамари поминувале, кога гледалиштето плаче, кога ве гушкаат, кога не ќе да си заминат после представата, кога ги сеќавате воздишките на луѓето, и во Пиринско, и во Голобрдо, и во Гора, и во Мала Преспа, во Егејско не сме гостувале со театарска представа, само снимајќи документарни приказни филмови, бидејќи таму не е дозволено да се игра на македонски јазик во тој реон. Се обидовме да влеземе преку тогаш Дом на македонска култура во Лерин, и во Михалополос, мислам се векаше конзулот, тој ми рече од безбедносни причини не се дозволува играње на театар на тој простор. И потоа Хелсинскиот комитет, мислам, во годишниот извештај напиша дека на македонскиот театар Скрбиутеха не му се дозволува играње на тие простори. Значи, ние едноставно тогаш влеговме во една патека која мислам дека не донесе Господ до неа и остварувавме една духовна мисија. Тоа не беа обични представи. Тоа беше духовно будење на тие луѓе, бидејќи и денескем ги паметам солзите и воздишките, што ни зборува, што се доживеале, што се случувало. Во еден момент во Пиринско една жена ми рече: ние немавме леп да јадеме, не се откажавме од македонското чувство, а вие се откажавте од нас кога Македонија требаше да потпише договор дека се откажува од македонците од Пиринско. За такви судбини, за такви луѓе ние зборуваме. И сега кога ќе видите вие дека тие денеска, ако не гостувате вие кај нив или не ги каните, тие мислат дека државата ги заборавила, а државата нив им е како родител, како мајка и татко. Значи, како родителот да ги оставил своите деца и да не се интересира за нив. И затоа беше важна оваа мисија која ние остваривме, за слава на Господа, не вардеше кога ја преминувавме границата, оти не беше секогаш едноставно, немаше кој да не заштити. Некогаш одевме и со закани, ќе сме се врателе со дупнати глави, ќе не отруле, ќе не избркале, ќе не удреле црни печати. Имаше многу такви приказни, но не сочува Господ ни даде сила во духот на Еврипид, нели, како што вели, значи го поканувавме да дојде да игра и да не води во представата. Ја добивавме силата, има една реплика од апостолот Павле: се можам преку Исуса Христа кој ми дава сила. Така ние одевме. Кога ги носев тие луѓе, навистина имаше моменти кога дојда од партијата на Каракачанов да не тепаат кај помаците и така натаму, значи сме гледале многу чуда и во онаа приказна за Европа без граници. Ние тогаш доаѓаме до котата, замислете, на македонскиот Балкански полуостров не е дозволена културна комуникација. Ние не носевме ни бомби, ни пиштоли, туку едноставно носевме театарски представи во кои одредени теми се коментира од македонската историја. Тие сме ги провериле и пред луѓе што не се македонци, значи не се само за нас. Сме играле во Загреб пред хрватска публика. Сме играле во Корча, каде што имаме снимано албанци што не разбираат македонски, што зборуваат за нашите представи. Тие разбираат, сме играли во Србија, кај македонците ја гледали и српската публика. Жената, актерката од театарот во Вршац вели: иако е тоа македонска тема, таа се однесува на сите нас овдека.
треба да научиме на Балканскиот полуостров како да живееме едни со другите, или љуби го својот ближен како себе си, како да живееме, а ние да речеме христијани на Балканскиот полуостров, а не сакаме да се видиме и се тепаме меѓу себе си, додека имаме сега една друга крвава порака, например на границата со Азија, каде ги колат христијаните, коптите, и тогаш ние седиме и се правиме како ништо да не се случува. Сега зборувам за еден принцип, тема која, например, би опфатил театарот. Ние зборуваме за универзален принцип. Дали човекот треба да го убива човекот? Дали христијанинот треба да се грижи за својот брат христијанин или треба да го остави да си ја гледа својата работа? А тоа беа темите кои ги работеше овој театар. И сигурен сум дека можеби не им одговара сигурно на власта и на владетелите, бидејќи тие најчесто ќе завршеа ке сме ги скарале со нашите соседи, а ние напротив зборуваме за една култура која е отворена, како што никој не забранува, например, на културата на нашите соседи да гостува во Македонија, така македонската култура која гостуваше кон сите страни освен кон Србија, имаше пречка, имаше длабоки и високи големи ѕидови и жици во обид да не спречат да не бидеме таму. Уште малку во историјата, па потоа ќе дојдеме во денешницата, односно суштината на вашето гостување во телевизија Сонце. Колкав е буџетот кој што е потребен за еден ваков театар да може да функционира и која е помошта која треба државата да ја даде? Вие сте долги години во овој театар алтернативен, долги години сте со алтернативата, ако може да се каже. Кои се тие средства и колку изнесуваат, например, тие средства од сумата која што се одвојува за комерцијалните театри? Еве ќе ви кажам, во најдобрите години, значи кога беше Унковски, потоа кога беше Ганка министерка, значи ние дојдовме до буџет од некаде 1 000 000 денари. Годишен буџет, значи. Потоа подразбиравме манифестација македонскиве средби Дион Исусови слави, едно или две гостувања ке македонците во Пиринско, театарска премиера и една или две книги. Значи, со сето тие средства, додека тие средства, еден театар, градски театар, ги добива за една единствена премиера. Кога ќе видите дека ние во рамките на тие средства игравме 20 на 30 представи годишно и ја ширевме македонската мисија, бидејќи темите што ние ги игравме тогаш, а и сега не може да ги одиграат, бидејќи така ги даваше Господ текстовите слегува и се оплотува после секоја представа, ние гледавме што треба да се игра. Како што Вилијам Шекспир ги пишувал своите драми, играјќи ги нели на сред село, на средската публика, така се оплотуваат тие. Тогаш ќе видите дека скрбиутеха на вистина еден, како што кога беше нормална состојбата со, пак ќе додам со министерот Унковски кој ни отвори едно работно место, тој виде и рече, па вие играте повеќе представи отколку било кој театар во помалите места и вршите поголема мисија. И ние тргнавме како театар. Направивме манифестација. Таа се случува 22 години. Ги отворивме патеките скон Пирин, Еге и Преспа. И кон македонците во Србија и диаспората. Направивме издавачка едиција која направивме 30 на книги, од кои 6-7 вредни театарски преводи: Питер Брук, Гротовски, Джулијан Бек, Лоренс Оливие. Никој досега нема преведено ни една вредна театарска книга која, например, се учи на факултетот и остава траги. Направивме филмска продукција Дион, така се правеше. Значи, од едната работа произлегуваше другата. Таа има преку 200 документарни приказни на 15 меѓународни фестивали. Театарот гостувал во Србија, во Хрватска, во Шведска, во Турција, на некој начин со еден дел и во Нов Зеланд, бидејќи страшно беше таму, играше делови од нашите представи. И кога ќе видите што се правел еден театар за една сума, и таа полека, чекор по чекор се рутеше последниве години, за да дојдеме денеска до точката 0. Тоа е сега следното прашање. Сега, кога ќе дојдеме со сите овие средства, ние немаме ни еден вработен човек, театрите имаат вработени луѓе, добиваат 1 000 000 денари и прават една театарска премиера, значи со тие средства, а ние кога добивме во најдобар, значи зборувам за најдобрите години. 2-3 години беа тоа и потоа повторно почна да се рута средствата надолу, со 1 000 000 денари правевме театарска премиера и гостување и книга и манифестација. Значи, видите како може една мала театарска форма со малку средства вложени да донесе многу работи. Бидејќи нашите работи се документирани, дигитализирани, остануваат во документите, посебно снимките со македонските заедници во соседните земји кои заминуваат и може би утре ќе ги нема и некој ќе рече немало македонци, немало култура, немало песни, немало представи и така натаму. Денешницата. Денеска Македонија од сите страни срдисана, може слободно да се каже.
Го имаме театарот Скрп и утеха, еден од малкуте алтернативни театри, театар со најголема традиција, иако има неколку кои што во моментот функционираат, особено во делот околу Скопје. Како дојдовте до точката нула? За прв пат од вашето постоење вие не сте влезени во програмата на Министерството за култура. Која е причината за тоа? Па јас, вака како ќе речам, едната е дека не сме партиски влезени, очигледно е дека овде се финансираат партиските луѓе кои треба да им се врати нешто, или сега се дојдени тие и тие функционираат. Тоа е едната работа. Значи, нема тука да се размислуват дека после 27 години вие едноставно бришете некого без никаква причина, без да се гледате што има сработено. Втората работа се содржините на нашите представи и најверојатно, бидејќи јас можам сега да зборувам под предпоставка, последната представа, каде што будење на ангелите, се допираа некои елементи со македонската состојба со Пиринско и со Бугарија. Бидејќи од кога дојде бугарскиот културен аташе за сцената се запознае со мене 2010 година, нам ни се укинати сите средства. Во таа представа се отворија некои работи, симптоматично е што 7 години ние не можеме да добиеме гостување кај македонските заедници во Пиринско. Иако тие упатија писмо и до Министерката за култура, и до премиерот ги замолија да помогнат да дојдеме ние таму, како што тие доаѓаат тука кај нас, нели, на Дионисосовите слави, оваа година наречени армакедонски слави. Значи, тука веќе нема што да се лажеме. И очигледно е дека кога некој не сака таму да гостуваш, а потоа се прекина гостувањето, ги укинаа гостувањето 6 години и сакавме во Тирана, бидејќи во Тирана никој не гостува, а таму има голема македонска заедница која е оставена самата на себе си. Наистина, колку и треба на Македонија да вложи средства, еден помал театар кој не чини многу, може со едно комбе од 10 луѓе да отиде, да одигра 5-10 представи, да сними документарни приказни, да однесе книги, повратно да ги врати луѓето и тоа да се замира. Значи, се замира првин тие работи, потоа содржините на представите, кои едноставно допираа некои теми, кои можеби, како што велат, повторно ќе ги караме ние со соседите. Нема тука што друго да се каже. Значи, контрола на културата, култура на себе обожување, која ја обожува власта, таа е функционална, другата култура е беззначена, бидејќи не им одговара. Тука им пречи сега и Еврипид, нели? И кој велеше врамувањето на театар кој не ги врамува општествените конфликти, значи го бришате Еврипид, го бришате духот на вистината, кога Исус Христос го бришате и христијанството, бидејќи тој вика духот на вистината и духот на лагата. Ако вие сте христијани, имате обврска да ја зборувате вистината, како што Исус го остава, нели, утешителот кога заминува кај Отецот, го остава духот на вистината, еден интелектуалец кој има дарба од Бог да застане на сцената. Така јас мислам, човек исправен на сцената, значи однос кон општеството, треба да ја зборува вистината. Театарот е место каде што се врамуваат општествените конфликти. Не можете вие да ги режирате театарските представи, да ги синхронизирате, да ја синхронизирате вистината. Има еден позната анекдота, не е него вистина, на Питер Брук во радиоемисија, после неговата представа Ние за Виетнам. Тој вели, добро, нема, вика, нема, ќе ставиме тркалце на вистината, ќе ја турнеме, нема војна во Виетнам, кажи ми лаги. Значи, тоа е суштината, содржината на нашите представи, непартиска припадност, блиската врска со македонските заедници во Пиринско. Тоа едноставно не им одговараше на оваа политичка гарнитура и без никакво чувство на одговорност, кога си веќе министер таму, ве бришат, око не им трепнува, нема никаква одговорност и тогаш вие разбирате дека тука сега веќе станува збор за една друга состојба во Македонија. Од една страна се зборува за патриотизмот, се прават споменици, се снимаат спотови, се синхронизира вистината, се става тркалце на вистината, или за себе афирмативност. Од друга страна вршите цензура врз луѓето кои на вистина, на живата култура, кои вложиле 27 години, поминале многу време, значи ние не сме веќе млади и точно е дека има неколку алтернативни театри, но тие се со понов датум. Значи ние кога бевме студенти воопшто ни не баравме пари, не можевме било каде да одиме и да играме, и во Горе, и во Голобрдо. Нас не водеше духот да играме и да направиме нешто добро, зашто ние верувавме дека играме за Господ и играме за македонската култура. Сега, после извесен период, кога тие плодови на зрелост треба да се сумираат, да се прави, ние доаѓаме да се расправаме со еден чин на забрани и потиснување. Држава, свест на власт, која не разбира што е традиција, луѓе што оставиле нешто зад себе, да ги оставиш да го работат тоа зашто нив ги испратил Господ да ја прославуваат Македонија и да донесат нешто добро. Тоа се држави кои се зрели, што го зборував, по кој критериум ние ќе се вреднуваме.
Дали ќе се вреднуваме по критериумот на себе обожување, идолопоклонство на лидери на земни луѓе, или ќе замислиме дека еден ден секој од нас ќе се појави пред Бог и ќе се однесуваме честно, достоинство со доблест, како што впрочем и ви кажав и претходно, македонската култура е врзана со Бог и со духовните вредности. Затоа Македонија е посебна земја. Кирил и Методија и Климент и Наум не се случајно дојдени тука. Не е случајно дојден апостолот Павле да го шири светото Евангелие. Не е случајно Македонија наречена папок на светот. Не е случајно Македонија, зашто тука е родението на новиот човек, тука е родението на првиот христијанин во Европа. Не е случајно што Кокино се наоѓа тука како една кота. Значи Македонија е една земја каде што се случува и последната, како што ги нарекувам ние оваа година, Армакедонски слави. Има еден стих кај Свети Јован Богослов и ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедон. Тоа го зборува пред второто Христово пришествие. Значи, јас зборувам за една духовна култура, за една култура која има одговорност да ја зборува вистината, која не се покорува на земните богови, на политичарите и на нивните греови, деки човекот сам по себе е грешен, ќе заседне на едно место, ќе почне да се обожува сам себе, да краде, да лаже, да убива, да ја силува вистината, да ја синхронизира, да произведува бурек и проја, наместо да произведува слова, живи слова и да го храни народот со духовна храна, да прави кипови мртва култура, наместо да зборува за жива култура, за живи луѓе, за човек на човек дека треба да му е брат, љуби го си од ближен како себе си, првото она што го остава Исус, првата заповед. Ако ние не можеме да го правиме тоа, тогаш ќе се запрашаме што ни недостасува во Македонија. Зошто сме ние овдека? Да се себе обожуваме, да се себе фалиме, да ја синхронизираме вистината, да произведуваме бурек и проја, или да ја зборуваме вистината и да останеме доблесни, да ја сочуваме Македонија таква каква што ни ја дарувал Господ. Министерството за култура секоја година одредува сума на средства со која што се финансираат не само алтернативните театри, туку и сите останати културни манифестации кои што се надвор од државата. Вие оваа година не добивте средства. Кое беше образложението од страна на Министерството за култура зошто вие не сте дел од таа програма? Видете, сега тие направи една административна барикада и ностоп носат некои закони, подзакони и критериуми. Например, едниот критериум сега што го измислија за издавачката дејност дека треба да имате 20 книги најмалку за да конкурират. И кога ќе видите само 4-5 издавачи го исполнуваат тоа. Тие носат ностоп некои нови критериуми, сега веќе не ви одговараат, него одите на второстепена постапка на, како се вика, на жалбена и тоа по автоматизам, значи само праќате писма, тие ви враќаат писма, никој пред никога не одговара, ви пуштаат некој критериум, не исполнувате ова, ви недостасува ова или ви недостасува она. Значи тоа е многу лесно, едноставно административно да ве одбијат. Кога пред 2 години ме бев барав, тогаш пријам кај Министерката за култура ме прими, добро се сеќавам на разговорот што го направивме, влегов, таа си правеше муабет сам со себе и си гледаше низ прозорец. Првин ми рече, немаме ништо против вас. Јас ништо не ја праша. Потоа ми рече дека е светска криза. Те мене ми застана, сакав да ја кажам, вие трошите по 2 милиона дневно евра за споменици, ми зборувате за светска криза и потоа ми рече дека немала ништо против нас, нели, и дека кој имал ребаланс на буџетот ќе одобри премиерите, поминаа уште 5 години не ни даваат премиера. Чи тие се запнали, ако сакаат некого да избришат, ќе ви избришат. Таков систем на решавање нема никаде, во ниедна соседна земја. Видете, не верувам дека во Албанија, во Бугарија, во Грција, во Србија можете да избришете некој што толку години работел. Сега да отвориме ли уште едно прашање дека 7 години како човек, како професор, нели интелектуалец, режисер, како да кажеме, не можем да добијам авторска книга од Министерството за култура. Пробавме и преку Министерството за образование, како учебник на ФЕДУ, нема пари. Значи, тие сега зборуваат за некои фактори, а нема пари за учебници, јас треба сам да си ги печатам книгите. Ние доаѓаме во еден абсурд, дека била светска криза, а се трошат огромни пари на себе афирмирање, без мерка да се размисли каде завршува, те сега можеме да изградат и во Маровска кула, нели, Вавилонска кула. Ја знаете приказната и Господ им ги измеша јазиците, тоа веќе пишува во Стариот Завет. Ке живееме ние старозаветно или новозаветно? Која е приказната и кој пред кого одговара? Има ли некаква одговорност таму на тие луѓе што решаваат и бришат луѓе? Се формираа нови институции, нас ни затворија работно место, кога отвори Унковски, била преработена. Денеска, јас ви гарантирам дека сигурно има 1000 нови работни места во културата и гледате ги отвараат како преку ноќ. А од друга страна во образовниот систем нема да се отворат за асистенти, за демонстратори и така натаму.
Значи, никакво образложение нема. Ке дојдам после на второстепена комисија, управна постапка, како се вика тоа, гледам некои таму закони, не се ни разбирам, и ќе ви известат дека сте одбиени. Значи, Франц Кафка замок, вртите во еден круг и не можете да излезете, и носоп си носат некој закон, утре ќе донесат закон дека подредени личности кои почнуваат на буквата С не може да конкурираат затоа што не им се допаѓа, не знам, начинот на кој ние размислуваме. И тоа е Питер Брук, кажи ми лаги. Ки кажеме тркалца на вистината и ќе викаме ула, односно ура. Ме интересира кој е начинот да се надминат сите овие проблеми. Како македонската култура, конечно македонските власти да сватат дека луѓето како вас треба да бидат оние кои што ќе бидат напред, истурени, кои што ќе зборуваат со народот, кои што ќе играат пред народот. Не мора народот да оди во театар, театарот да оди дека народот. Кој е решението и излезната ситуација од сето ова? Колку во моментов имаат финансиски средства доделено од Министерството за култура и дали знаете на кого? Те гледам таму ново формирани театри, разни групации кои не ги познавам поделено и на дури на аматерски театри. Го гледам тоа. Не можам да влегувам веќе во, бидејќи жалбените постапки се ограничени. Ние сега зборуваме за свест. Значи, свест за себе си како држава, како луѓе што работат во државната администрација и свест на луѓе кои се на власт. И кога ќе заседнат тие губат полека свеста и мислат дека тие се богови. Значи, тоа дојдовме на тоа себе обожување. Каква вие свест ќе имате ако немате чувство како што имал Еврипид за Бог, дека на крајот Господ ќе дојде и ќе пресече. Ако имате тоа чувство, вие нема да крадете, нема да цензурирате, ќе го оставите тој што работи да работи, бидејќи пише во Библијата работникот ја заслужува својата награда. Вие кога немате тој критериум, вие имате партиска свест, сега сме ние на власт и еднаш се живее, како што пишува, да јадеме и да пиеме, утре ќе умреме, значи после нас потоп. Тогаш немате свест. Ние како ќе изградиме свеста? Мора да се изгради свест на одговорност, да ги оставиш луѓето што работат да работат во сите сфери, во образованието, во медицината, во било која сфера, да не се држи партиската структура, а за жал е спротивно, бидејќи тие немаат свест за Бог, значи едноставно, тие си мислат дека се самите богови решаваат за одредени категории и можат да направат што сакаат, без да размислат дека целиот народ го водат во огнено езеро и во пропаст, бидејќи вие само направите конфликти. И сега, например, што ќе се случува со моите студенти, кога ќе заврши овој проблем со образованието, кои се полни со агресија, со незадоволство, гледаат дека ги лаже тој што треба да им решава за нив, нели? Не ќе да повлече, се инати, не ги почитува, гледаш медиуми кои сеат лага, прават тркалца на вистината, така нема критериуми во Министерството за култура. Они си ја тераат својата вистина. Значи, кучињата си лајат, караванот си мине, без да размислат дека најнакрај, ако сме ние, суштински зборувам за себе си, нели, христијани, треба да размислуваме христијански. Ако сте вие христијани, нема да крадете, нема да лажете, нема да убивате, нема да мразите, ќе го оставите тој што работи да работи. Значи, немаме критериум. Критериум без Бог, себе обожување, ние знаеме се, вие ништо не знаете, од нас почнува светот, а тоа е незрелост, како да партиски тропизам, себеафирмација, идолопоклонство. Има една предел на Пирин планина, се вика без Бог. Без Бог не може. Оти Македонија е врзана со Бог. Еве ви ги дава примерите Аристотел, Еврипид и античките, и оние со апостол Павле, Свети Кирил и Методија и Климент и Наум. Исус Христос ги испрати да дават кирилица и глаголица. Тие беа христијани. И описменија цела Европа. Тој е единствениот јазик кој го дал Исус Христос. Друг јазик таков нема. Едниот е латинизиран, латинска група на народи, другиот е коине на Александар Македонски, тоа се јазици од луѓе. Ние имаме пример, значи Господ колку историл тука од словата. Затоа биле богомилите заминале по цела Европа. Тука се случуваат проблеснувања, Милош Билбија ми го кажуваше тоа. Значи човекот е србин, го откри Адам од Говрлева. Каже Македонија е место каде се случуваат проблесоци духовни за целото човештво пораки. Затоа сме ние овде, треба да ја сочуваме таа земја. Театарот скрпи утеха како таков и вие како професор на Драмскиот факултет во Скопје, многу пати вашите студенти играат алтернативни текстови или играат текстови додека ги полагаат испитите. Додека полагаат. Предпоставувам дека на секој актер желбата му е да одигра барем една театарска представа во добар и афирмиран алтернативен театар. Каков е
одзвукот од страна на студентите, на тие на кои што вие им предавате, кои што ги учите како треба тие да постапуваат и дека во суштина театарот треба да го играат меѓу луѓето, а не луѓето додат да играат. Еве последната генерација 4-та година што се сега ги игравме и правевме мојот последниот пат и тие бевме во театар, професоре, видовме, не сме за таму ние. Јас им кажувам, секоја генерација носи своја енергија. Со часовите по сценски говор ние направивме еден интересна практика од образование кон образование. Значи пред испитните представи ги играме во гимназии, во Скопските гимназии Орце Николов и Никола Карев, во Старски дом, во училиштето за слепи деца Димитар Влахов, во домот за деца без родители, во затворот во Бутел за малолетници. Значи на многу места ги носам и кога ќе отидат таму и кога ќе видат, некогаш се расплакуваат и потекуваат солзи. И памтам, имам снимено една изјава од еден студент, професоре, после представата се врати, вика, дома и долго, вика, плаче во ноќта, да се сетам како не однесовте дека овие луѓе, јас им велам, Господ ви дал здравие, еднаш ќе дајете на представа, сетете се дека сте здрави и живи, играјте за овие луѓе, како што Џулијан Бек вели, играј за гладните, бедните, сиромашните. Значи, ги учам на една базична хуманост што ја носи театарот. Значи, не е само да појдеш и да играш за оние луѓе што ќе се дојдат во делата, нели во скапите костими, и што вика Џулијан Бек, не одам во синагога, одам во театар за да го родам новиот, да се роди новиот духовен човек. Нели? И прашува дали во театарски во Бродвеј доаѓаат работниците, чистачите, машинобраварите и така натаму. Има ли некој овде вика работник на представата за гледалиштето од публиката? Значи ги учам на тие принципи, иако состојбата како што се случува, тие стануваат свесни дека без партиска книжка, без подчинетост тешко се влегува во театрите. И ако видите каква е структурата на луѓето што влегуваат, повеќе се пушта еден приватен факултет близок до власта, речи сите негови студенти се вработуваат, а нашите остануваат да ги гледаат и да викаат ура од страна. Значи тоа е состојбата на нашето општество денеска. Драмскиот театар е еден од најстарите театри. Во вашиот театар знам по некоја случајност дека многу од актерите кои што сега играат на театарската сцена, некому се идоли, а некои од нив и политичари, поминале низ вашиот театар. Кај нас поминаа многу. Рубен Смуратовски, уметнички директор на Драмски, играше. Билјана Беличанец, градоначалникот, играше во Скрбиутеха. Јордан Витанов, директорот на Велешки во Скрбиутеха. Сега да се сети. Милица Стојанова играла, значи, голема акторка. Кети Дончевска од театаров, Ердоан Максит од Едмон Сотир, Страшко Милошевски беше директор долгогодишен на Домот на културата. Александар Шехтански, сега не можам на сите да се сетам. Значи цела една плејада луѓе кои поминале низ Скрбиутеха игра тогаш кога беше една, како да речам, немаше други театри, сега се формираат театарски групации, нели формирате невлади, не правите театар. Ние зборуваме во Советот на Европа, рекоа за да се видите дали сте вие театар, треба да поминат 10 години, за да види што се направиле за тие 10 години. Значи имаме 27 години. Ние ги поминавме фазите и работевме многу работи. Ние каде да не ставите, ние ќе се аклиматизираме, ќе се приспособиме. 4 години работевме во истражувањето на мојот докторски труд на Кокинската обсерваторија, каде што го истражувавме обредниот театар. Игравме таму, доаѓавме, размислувавме и така натаму. Ние не сме обичен афирмативен театар комерцијален. Ние секогаш ја наоѓаме духовната причина зошто театарот постои, а тој е настанат базично и обредно за да се роди новиот духовен богот човек на образот на Бог и да ја зборува вистината. Како што вели Питер Брук, театарот е место за средба со Бог, потрага по Бога. Како што вели Гротовски, актерот е светец, се качува на сцената, се распнува да ја просвети публиката. Еудженио Барба го бараше универзалниот театарски јазик да ги измеша, да ги најде повторно заедничкиот јазик на човекот после Вавилонската кула, што ја кажувам приказната. Џулијан Бек велеше играј за гладните, бедните, сиромашните. Чернодрински одеше и го ширеше македонскиот дух, кога Македонија немаше театар првиот на Скрбиутеха. Че ние зборуваме за еден таков театар кој духовно ќе зборува, кој духовно ќе дејствува, кој ќе ги крене луѓето, ќе ги натера да размислуваат дека можат нешто да промена. По Аристотел да доживее катарза, еден новороден театар, значи крстен во дух, свети во вода, во оган,
која зборува вистината, чии што збори и слова имаат вредност, кои се живи и ја кажуваат вистината. Алтернативните театри многу пати во историјата се користени како театри кои што треба да го разбудат народот, многу пати биле водилка за поголема храброст кај војниците, кога се извојувале тешките битки. Во суштина тоа е и филмувана една драма, ако можеме така да ја кажеме, од нашиот северен сосед, се вика Турнеа, каде што глумците од театарот во Белград, големите, одат и настапуваат пред војниците за да им го дигнат моралот. Зошто алтернативните театри сега ги гушиме во овој момент, а ќе се повикуваме на нив кога ќе ни биде најтешко? Дали државата треба да ги гаи ваквите театри како вашиот Скрп и утеха за кога ќе ни биде најтешко тие да се појават пред нас и да не кренат од мртвите, од апатијата, да повлечеме напред? Ама видете, театарот не се создава од луѓе. Пак ја дојдеме до котата. Значи, државата има градски театри, зградите. И тука доаѓаат одредена категорија, се луѓето мора да се вработат. Ова се театри кои се создадени, водени се од дух, како да ви кажам. И секогаш влијаат одлично кај народните маси кои што немаат можност. Тие што се учат. Мејерхолд и Мајаковски играле за червеноармејците на фронтот. Тоа е познато. Вилијам Шекспир играл на сред село пред една кутија буриња, додека денеска го викаат Елизабетински театар, а тој таму се случувале кобаси се пржеле, се случувале измет се вршел, се карале, се тепали, се убивале луѓето. Значи, ние зборуваме за еден театар кој е настанат природно, кој го создал Господ, се ги создал тројца луѓе, направиле, прават една представа и водат една цела плејада 30 години, оставаат зад себе траги. Ако вие ако земете што се направил театарот Скрп и утеха, јас веќе не се ни сеќавам. Пробивавме ние граници, например, нашите филмови кога беше блокада према Егеско се даваа во Солун, Индепендент Панорама, неофицијално се чудеа како ни даваат грците виза, се даваше филм со Александар Македонски со Јуриш од Бакни го сонцето 1000 години како денот од вчера, мене ми смрзнуваше крвта во Солун. Потоа беше кога Виножито го тепа, кога држеше конгрес во Солун и кога демонстранти 300 луѓе со столчи ги маваат по полицијата. Ние по 7 дена бевме во центарот на Солун, во Аргатикот центарот, работнички центар во Солун. Значи, тоа се театри кои не ги создава државата. И тие треба да се остават. Другите театри се создадени практично, оние се државни и никој за тие државни театри не учи во светската историја. Се учат луѓето што биле така наречен трет театар по Гротовски, по Питер Брук, Гротовски, сите тие биле надвор од институциите, дури и Станиславски. Вилијам Шекспир е интересен. 400 и 500 години, ќе ви го кажам, односот кон Бог зошто е важен. На крајот на смртната постава вели, ја предавам душата своја на Создателот, целосно верувајќи во Исус Христос, мојот Спасител. Зошто е важно тоа? Бидејќи кога ќе ги прочитате неговите драми, толку има таму теми од Светото писмо, од Библијата, и вие гледате дека е тој воден од духот. Не случајно тие представи се живи и се играат по цел свет, на сите меридијани, сите религии ги играат. Тие го зборуваат истото што го зборуваат античките македонски драми, односот на човекот и Бог. Дали треба да суди, дали не треба да суди, дали треба да краде. Таму има една реплика што вели амбицијата се паднати ангелите, асоцирајќи Шекспир за Луцифер кога сакал да биде како Бог, па го фрлил доле паднатиот ангел, а камоли вика човек нема да ги издржи. Тоа е проблемот на македонското општество. Амбицијата и властите и себеобожувањето. Значи, слободата не може да се гради на лаги и на доктрини. Видете, гледаме ние студенти кои седат таму и се изолирани и гледаме медиуми кои не јавуваат и сега што ќе им порачате на тие млади луѓе, како ќе веруваат понатаму во државата, во системот, во политичарите, во институциите или во македонската образовен систем. Интересно дека морам пред крај сме на емисијава на темата, морам малку да заголицам од она што е актуелно, односно од Законот за високо образование кај студентскиот пленум. Се чини веќе вие имате една објава за во Импакт Фактор театарот Скрп и утеха, целокупното негово постоење, една истражувачка дејност. Колку државата треба на овие работи да ги поддржува, а не да бара објавување на некакви истражувања во Јас ќе ви кажам еден апсолутно на вистина многу ме лути, а не би требало. Ние на Факултетот за драмски уметности, јас не можам да вработам демонстратор. Значи имав еден демонстратор, се вработи во театар за комедија. Ова е чисто за образованието. Вториот демонстратор мој повторно сега се вработи во театарот за комедија. Значи, ако на Факултетот за драмски уметности, кога ќе опрашаме деканот и продеканот, тој не знае да ни каже кога ќе има работно место и дали ќе има.
Значи, моите демонстратори си заминуваат. Во првата плата во театар комедија е 25.000 денари. Ако се вработи на Федеу, првата плата е 17.000 денари. И сега, за да дојде до 25.000, мојот демонстратор му се потребни 15 години и 7.000 евра да магистрира и да докторира. Сега аз ве прашувам, за кој образовен систем ние разговараме? Зашто ни зборуваат тие, ако ја треба сам да си ги печатам учебниците и да бркам демонстратори кои никој не сака да биде и да му давам 5.000 денари месечно и да работи од септември до мај и потоа да му го удрам клоцата, а треба да магистрира и да докторира. Па кој ќе биде следниот наследник што ќе предава сценски говор на Факултетот за драмски уметности? Значи, суштината е, ако образованието нема пари за истражување, за книги, да се подобрат условите на предавање, конкретно на Факултетот за драмски уметности, да се има средства за студентски представи, како ќе работат тие? Да може да патуваат, да играат на неформални простори, да ги учам, јас сакам да ги носам во Стоби и во на Кокино да учат нешто, во античките театри. Тогаш за каков образовен систем зборуваме? Ние зборуваме за остварување на некоја агенда во која се кријат некои суми на пари, а тоа е златното теле и врзаноста за мамона. Не можете да му служите на Бога и на мамона. Повторно ќе ви кажам, мора да имате систем по кој систем вредности ние ќе живееме, по световното или по духовното. Ќе живееме со Бог или ќе живееме без Бог. Тоа е проблемот во македонската култура и во македонското образование. Господине Стојановски, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тука не дека да завршуваме со денешната емисија. Ви благодарам и вам што бевте заедно со нас. До гледање.